Добро вечер, 20 часот време за централното издание на Дневникот. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Едно лице загина во сообраќајна несреќа на регионалниот пат Велеш-Штип. Велешани вчера имаа можност да го посетат штандот на проектот Македонија вработува 2. Заврши асфалтирањето на една од најдолгите улици во село Криволак. Едно лице загина во сообраќајна несреќа која вчера вечер се случи на регионалниот пат Велеш-Штип. Нашата колешка Елица Радевска имаше вклучување во живо во Дневникот во 16:30 и во ова издание ќе погледнеме дел од незиното вклучување. Токму така студио, како што кажавте и вие, доцна синоќа 20 часот по 20 минути по 22 часот се случила сообраќајната несреќа на регионалниот пат Велеш-Штип. Директно се судрија джип BMW X5 и автомобил BMW. Од силината на ударот со смртоносни повреди се здобила еден од тројцата патници во автомобилот BMW. Според информациите од јавното обвинителство станува збор за жена родена 1949 година од Свети Николе. Другите двајца патници од автомобилот и оној од джипот со итната медицинска помош се пренесени во општата болница во Велес. Таму им е укажана лекарска помош, а поради сериозноста на повредите, возачот на джипот е пратен на лекување во скопските клиники. Овде предлагам да ја погледнеме изјавата на доктор Ванчо Граматов, кој што бил дежурен доктор во хируршкото оделение во болницата. Донесена е пациентка родена 78 година, значи на 38 години, со знаци за повреда на стомахот. Направени се потребните испитувања, истата е оперирана, згрижена е хируршки, утрово е стабилно добра. Другиот пациент, исто 78 годиште, маж, донесени со повреди на лицето, на главата и на градниот кош. Истиот поради тежините на повредите е пренесен на клиниките, на хируршките клиники во Скопје. Третиот пациент е задржан на нашето одделение со повреди на лицето и набиеници на градниот кош. Вон животна опасност е добар. Веднаш по несреќата испадна увидна екипа на секторот за внатрешни работи Велес, јавен обвинител, итна медицинска служба и противпожарна единица која што интервенираше затоа што веднаш по ударот еден од автомобилите се запалил. Од обвинителството информираа дека телото на починатата жена е пренесено на обдукција. Според информациите од надлежните, едното возило е со македонски регистарски ознаки, а другото се возело со зелен картон и британски регистарски ознаки. Неофицијално станува збор за семејство кое работи во Велика Британија, а овде е дојдено на одмор. Студио, доколку немате прашања, овде од предвелешката болница се одјавувам. Или ти благодарам на вклучувањето, ние продолжуваме понатаму. Велешани вчера имаа можност да го посетат штандот на проектот Македонија вработува 2 и на тој начин директно да се запознаат со поволностите кои ги нуди овој проект, кој е продолжение на Македонија вработува 1. Караванот на Македонија вработува 2 во наредните денови ќе посети повеќе општини ширум земјава. Велешани има можност да го посетат штандот на проектот Македонија вработува 2 и директно да се информираат за поволностите кои ги нуди овој проект, кој е продолжение на проектот Македонија вработува 1. Владко Поповски, директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, за пошироката јавност ги презентираше условите, начинот на аплицирање, критериумите и групите на невработени лица кои го опфаќаат проектот.
Посочи дека проектот Македонија вработува 1 го искористиле вкупно 10.450 компании. Се надеваме дека и овој проект ќе биде тука меѓу 15 и 20.000 како што напомнавме за првиот. Наредната година дена ќе ги примаме апликациите, ги обработуваме. До сега, еве, од 28.6 до денеска е 18, то се 20 дена, 21 ден, имаме 88 работни места веќе отворено. Но од она што го дознавам од управата за приходи, некаде 1000-1200 само во Скопје има барања за издавање на потврди за платени придонеси, што е енормно висока бројка. Во Центарот за вработување во Велес, поволностите од проектот Македонија вработува 1 ги искористиле вкупно 250 компании, а 400 невработени лица преку овој проект се вработиле. Веќе во Центарот за вработување во Велес веќе ги реализиравме првите вработувања преку проектот Македонија вработува 2 и според интересот на работодавачите очекуваме таа бројка од 400 лица да биде и поголема. Инаку преку проектот Македонија вработува 1 се вработиле околу 19.000 лица, од нив најмногу од категоријата до 35 години, меѓутоа не заостанали вработувањето од другите категории невработени лица. Караванот на Македонија вработува 2 продолжува во наредните денови во обител Прилеп и Ресен. Заврши асфалтирањето на една од најдолгите улици во село Криволак. Улицата се асфалтираше во должина од 300 метри, а проблемите кои досега ги имаа жителите со големите дотоци на вода ќе станат минато. Најдолгата, а воедно и најфреквентната улица во село Криволак го доби својот нов лик. Имено по асфалтирањето на регионалниот пат Неготино-Криволак веднаш започнаа градежните активности за асфалтирање на оваа улица во селото во должина од 300 метри. Ова е една од најфреквентните улици и затоа жителите кои живеат тука и исто и оние кои транзитираат низ оваа улица на наше задоволство, на нивно задоволство, повеќе нема да газат кал. Постојано беше во вода оваа улица, како во текот на летниот период кога имаше обилни дождови, исто така и во зимскиот период тешко се минуваше со возила. Затоа ние решивме приоритет да ја дадеме на оваа улица. Жителите се задоволни и благодарни од асфалтирањето на оваа улица и велат повеќе нема да газат во кал и вода, што беше секојдневие претходните години. Асфалтирањето на оваа улица е најголемо нешто што до сега у Криволак се случило. Значи селските улици прв пат до сега нигде не е направено у Криволак. Значи прва улица што се прави, пошто оваа улица горе има базен за вода за цело село за наводнување. Значи ја дојде до прелив на водата, значи цела улица е као однесена, значи вчера пред да асфалтират луѓето, пукна цевката и истече водата, сето и се уништи, значи се уништи. Буквално сега сме презадоволни. Пред 20 дена беше за никаде, одгоре имавме технолошка вода која беше испуштена у неделата може 2 пати, 3 пати, улицата беше стварно неубава за одење со возила, сега сме благодарни, добар потек од општина Неготино, од градоначалникот. Супер е сега, за сега е супер. Пред се благодарение на градоначалникот, пред се што вети и го исполни тоа, највише, најзагрозената улица во селото, пошто канал прелива вода од 2 до 3 пати. Некога се дешава и дневно, и неделно. И тоа, значи, највише што беше, значи, улицата да се санира и тоа се возможи, значи, ветено, исполнето. Останатите улици во ова село ќе бидат асфалтирани и тампонирани од изгребаниот асфалт од коридорот 10 од автопатот Неготино-Демиркапија, а ќе бидат тампонирани и други улици во останатите урбани заедници. Од локалната самоуправа велат дека ќе продолжат и во иднина со несмалено темпо со рехабилитација на улици и патишта. Агенцијата за млади и спорт во соработка со општина Демиркапија започна со изградба на повеќенаменско игралиште во општината. Градежните работи се во тек и се очекува да завршат во најскоро време, пошто игралиштето ќе биде пуштено во употреба.
Агенцијата за млади и спорт во соработка со општина Демир Капије започна со изградба на повеќе наменско игралиште во општината на локацијата покрај реката Бошава. Вкупната површина на игралиштето е 1296 метри квадратни, а истото ќе се огради со транспарентна ограда во висина од 6 метри. На теренот се предвидени 2 гола за рекреативно спортување на мал фудбал и ракомет, како и 4 коша за рекреативно играње кошарка. Со поставување на соодветно осветлување ќе се обезбедат услови за користење на теренот во вечерашните часови. Градежните работи се веќе во тек, се очекува тие да завршат во најскоро време, пошто ќе биде пуштено во потреба повеќе наменското игралиште. Изградбата на ова игралиште значително ќе придонесе за омасовување на овие спортови, а од локалната самоуправа се надеваат дека оттаму ќе израснат голем број на млади таленти. Со цел развој на спортот во Република Македонија, владата, односно Агенцијата за млади и спорт, предвидува изградба на вкупно 10 типски и повеќе наменски игралишта ширум земјава, со кои ќе се обезбедат поквалитетни услови за сите љубители на ракометот, кошарката и малиот фудбал. Анализата на Центарот за јавно здравје е поднос на безбедноста на храната и биолошкиот квалитет на исхраната во градинката, основното Блаже Коневски и ученичкиот дом Лазар Лазаревски, тема на пресконференција на СДСМ. Тие изразуваат сомневање во исправноста, иако истата оваа анализа на 53-та седница советниците едногласно ја прифатија. Анализа на Центарот за јавно здравје, Оделение за хигиена и здравствена екологија во однос на безбедноста и биолошкиот квалитет на исхрана во градинката Димче Мирчев, основното училиште Блаже Коневски и ученичкиот дом Лазар Лазаревски, која притоа на седница на Совет поминала едногласно, денеска тема за пресконференција на СДСМ. Од партиската говорница изразуваат загриженост. Во ОУЦП Блаже Коневски при проверка на приборот за јадење изолирани се бактерии и индикатори на фекално загадување, кои што можат да предизвикаат цревни заболувања. Во детската градинка Димче Мирчев треба да се подобри квалитетот на храна, односно се големи внесот на риба, свеж зеленчук и овошје, а да се намали на сладките. Во ученичкиот дом Лазар Лазаревски исхраната не е целосно правилно планирана според стручните насоки и норми. Политичка манипулација врз грбот на децата, обид за купување на политички поени. Вакви се првите реакции на одговорните лица од Блаже Коневски и Лазар Лазаревски. Исхраната во ученичкиот дом се подготвува според однапред утврдени стандарди и во тоа учествуваат сите ученици вработени во домот, како и родителите. Се менува на секои 2 недели, листата за јадење се подготвува и секако поминува на управен одбор. Сите досегашни извештаи кои што ги имаме добиени од Центар за јавно здравје и санитарна инспекција се на исклучително високо ниво. И еве ќе земам само еден од овие извештаи. Пример, податоци за примерок мусака, дадено е стручно мислење после испитувањето, цитирам, врз основа на испитаните параметри и стручната анализа, примерокот одговара на прописите за микробиолошка безбедност на храна. Значи можам и одговорно тврдам дека се е во ред со исхраната. Се работи за ситуации кои што се отстрануваат веднаш. Значи било да се најдат некакви бактерии на покретните елементи, вилушка, лажица и така натаму, се отстрануваат веднаш со мијењето, со самото мијење дезинфекцирање 2 пати во текот на денот. Тоа значи дека било каква ситуација се отстранува веднаш, а тоа се потврдува со контролниот тест кој го прави Центарот за јавно здравје. Во нашата детска градинка има изобилие од овошје и од зеленчук, затоа што ние сме први во Македонија што почнавме со проектот од Министерството за труд и социјала, од лјудување на градини и понатаму берење и децата го консумираат. Исто така сме први во Македонија што применуваме родендени со овошни торти. А житариците како здрава храна ни се застапени во вид на правени во вид на колачи. Целосно извртување не на конструктивна информација, вака ја оценуваат од Центарот за јавно здравје, информацијата пласирана од СДСМ. Морам да потенцирам дека не е нешто страшно и не е нешто алармантно. Не може ништо да биде идеално по однос на нормативите, меѓутоа со тоа што стручно покажувајќи каде што треба да сменат во текот на изготвување на јеловниците, се надминуваат овие состојби. Значи, апсолутно не е ништо алармантно по однос на биолошката вредност. Нашите препораки што се дадени во информацијата,
точно тоа мислам го потврдуваат. На 53-та седница на Советот на општина Велес, советниците ја разгледаа информацијата на Центарот за јавно здравје, која се однесуваше на безбедноста и квалитетот на исхраната во посочените институции во минатата 2015 година. МИПСО ги предупредува сите земјоделци во екот на сезоната за наводнување да бидат особено внимателни со земјоделската механизација и со додатната опрема во близина на далеководите од преносната мрежа. Во екот на сезоната за наводнување, сите земјоделци од регионот треба да бидат особено внимателни додека ракуваат со опремата за наводнување со земјоделската механизација и со додатната опрема во близина на далеководите од преносната мрежа. Ова беше апелот до сите земјоделци од Тиквешијата кој го испрати македонскиот електропреносен систем оператор, односно МЕПСО, со цел да не дојде до фатални последици до нивниот живот. Никогаш, исклучително никогаш да не ги поставуваат системите во рамки на трасите на далеководот. Тоа значи под проводниците, под проводните јажиња никогаш не смеат да се поставуваат системи за распрскување, заради тоа што со тоа го ставаат во висок ризик сопствениот живот, но и животите на сите лица кои што се наоѓаат во нивна непосредна близина, но и стабилната и доверлива работа на нашиот национален електропреносен систем. Заради тоа што водата е проводник, и при несакани ситуации може да дојде до контакт на водата со проводниците, да настане прескок и да дојде до исклучување на далеководот. Стојанов истакна дека земјоделците треба да бидат особено внимателни при поставувањето на прскалките во близина на далеководите и да направат добра проценка на правецот на ветерот. Никогаш да не ги креваат во височина металните цевки од системите за наводнување во далеководните траси и други метални елементи, особено под проводните јажиња. Сакам да апелирам да не ги палат страништата во близина на далеководите, заради тоа што нашите далеководи имаат релена заштита, која ги исклучува при претовари. Кога имаме ситуации на палење на пожари, се зголемува температурата на воздухот во околината на далеководот, може да реагира заштитата и да го исклучи далеководот. Со тоа може да настане претовар на другите далеководи и да се влоши стабилното и доверливо работење на системот и да се загрози снабдувањето со квалитетна електрична енергија на потрошувачите на системот. Стојанов предупреди дека земјоделците не треба да поминуваат под трасите на далеководот од преносната мрежа и во нивните безбедносни коридори, особено не со комбајни или друга робусна механизација. Крводарителска акција денеска беше спроведена во регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Акцијата беше наменета за вработените од граничната полиција и беа собрани 17 крвни единици. Наредната е закажана за во петок. Успешна крводарителска акција денеска беше реализирана во регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Вработените од граничната полиција ја покажаа својата хуманост на дело и беа собрани 17 единици крвна плазма, со што ги задоволи очекувањата на представниците од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Денес сме во просториите на регионалниот центар за гранични работи Југ. Се одржува традиционална крводарителска акција во рамките на крводарителската акција која што ја организира Институтот на трансфузиона медицина и Црвен крст во соработка со Министерството за внатрешни работи. Акцијата се одвива според планот. Имаме до сега собрано 17 крвни единици. Акцијата беше спроведена од страна на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Крводарителските акции ќе продолжат и во наредниот период со оглед на потребата од што е можно повеќе крвни единици, особено во летниот период, зашто веќе е закажана следната акција за сите хумани кавадарчани. Динамиката на крводарителските акции си тече и во летниот период. Ги повикувам граѓаните на Кавадарци во петок во просториите на Црвен крст од 9 до 14 часот ќе се одржи уште една крводарителска акција, па да ни се придружат тогаш. Ова е традиционална акција за дарување на крв со регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци.
Денеска повторно не е постигнат договор. Разговорите меѓу политичките партии ќе продолжат утре. Нови 125 професионални војници денеска беа примени на служба во армијата на Република Македонија. Вестите од земјава во приложение. По завршувањето на средбата во клубот на пратениците, амбасадорот на САД Джейс Бейли изјави дека денеска повторно не е постигнат договор, а разговорите меѓу политичките партии ќе продолжат утре. Денешните разговори околу ингеренциите на министерот за внатрешни работи за техничката влада која ќе биде одговорна за спроведување на изборите траја 2 часа. Пред самиот почеток на средбата, Никола Тодоров од ВМРО ДПМН, Радмила Шекеринска од СДСМ и Артан Груби од ДУИ дадоа изјава за медиумите. Покрај амбасадорот на САД Джейс Бейли, на средбата присуствуваат и Имер Али од ДПА и представник на мисијата на Европската Унија во отсуство на амбасадорот Аиво Орав. Вкупно 125 нови професионални војници кои претходно поминаа на селективниот тест за нивните способности, денеска во касарната Илинден во Скопје беа примени на служба во армијата на Република Македонија. Министерот за одбрана Зоран Јолевски, честитајќи им порача на војниците дека униформата на арама представува гордост и престиж за секој граѓанин. Воедно напомена дека им престои период исполнет со предизвици и многу работа, која секогаш треба да извршуваат посветено, честно и хумано. 48 од новите професионални војници го завршиле 24-дневниот селективен курс и ќе бидат примени во специјалните единици на арама, информираше Јолевски. Министерот најави дека ќе биде објавен и нов конкурс за прием на дополнителни 90 професионални војници и 25 лица кои ќе имаат завршено високо образование со одредени струки, а по 9-месечна обука тие ќе станат офицери во армијата. Скопје-Хановер е новата авионска линија која од 1 октомври ќе воведе Визаир, неголемата нискобуџетна компанија во Централна и Источна Европа. На оваа релација ќе има 2 лета неделно, во вторник и сабота, а картите се веќе ставени на продажба. Со воведување на оваа линија, Визаир сега нуди вкупно 25 рути во 11 држави од 2 аеродроми во Македонија. Инаку Хановер е главниот град на сојузната покрајна Долна Саксонија и е важен трговски и културен центар. Инаку првиот лет на Визаир Скопје беше во месец јуни 2011 година и од тогаш компанијата постојано ја проширува мрежата во Македонија. Од првиот лет, повеќе од 2,2 милиони патници избрале да летаат во и од Македонија со Визаир. Дваесет и шест лица загинаа денеска во автобуска несреќа во Тајван. Според првичните информации, автобусот што се движел по автопатот кон аеродромот во близина на престолнината Тајпеј удрил во оградата од магистралата и се запалил. Најголем дел од жртвите, дури 24, биле туристи од градот Далјан во североисточна Кина, од кои 16 биле жени и 8 мажи, а загинале и нивниот водич и возачот на автобусот. Останатите вести од светот во продолжение. Според еврокомесарот за дигитална економија и општество Гинтер Отингер, Европската Унија нема да ја даде право на Турција за безвизно патување во земјите од Алијансата во текот на оваа година, според договорот за ограничување на миграцијата, поради репресиите по осуетениот воен преврат. Околу 20.000 припадници на полицијата, вработени во администрацијата, правосудството и војската беа приведени или отпуштени по неуспешниот пуч во Турција во ноќта во петокот спроти саботата. Законот за укинување на визите за турските граѓани е предмет на расправа во Европскиот парламент, но мојата прогноза е дека нема да има одлука за безвизно патување до крајот на годината, истакна Отингер, кој е сојузник на германската канцеларка Ангела Меркел. Три балистички ракети беа истрелани денеска кон Јапонското море од страна на Северна Кореја, соопшти јужнокорејската армија. Истреланите ракети кои беа истрелани утринава во градот Хванџу прелетале на исток меѓу 500 и 600 километри кон Јапонското море, соопшти Советот на генералштабовите на јужнокорејските вооружени сили. Во нивниот опсек била целата територија на Јужна Кореја. Пред повеќе од една недела, Пјонгјанг се закани дека ќе превземе физички активности против американскиот противракетен систем, кој е лоцирана во Јужна Кореја.
Вашингтон во меѓувреме соопшти дека САД ќе изразат загриженост во Обединетите нации поради новите севернокорејски ракетни проби, со кои се нарушуваат резолуциите на Советот за безбедност. Ќе изразам загриженост во Обединетите нации за да ја зајакнам решителноста на меѓународната заедница да ја принуди Северна Кореја да превземе одговорност за овие провокации, изјави потпаролот на Пентагон Гери Рос. Денеска имавме променливо облачно време и засилен северен ветер. За утре се најавуваат почести сончеви периоди и температури до 32 степен. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.